Репрезентативната пауза ќе биде добродојдена за неколку прволигаши во обид во финишот од сезоната да се консолидираат. Освен Шкупи, сите останати екипи ќе имаат одредени цели кои ќе треба да ги остварат. Шкупи веќе отпишан и нов второлигаш за следната сезона. Работнички се врати во игра дури за директен опстанок, со што сега ромотичарите кои имаат голема победничка форма повеќе не се отпишани ќе водат борба за опстанок со реални шанси и за директен опстанок, односно се избегне баражот. Пелистер го промени тренерот, а пожарот од лошите резултати ќе го гаси проверено име. Маријан Секуловски веќе отработи неколку тренинзи со бидоловскиот тим и верува дека може да се избори опстанокот. Македонија Ѓорче Петров е во исто друштво на овие екипи кои имаат еден бод разлика меѓусебно. Бреја Струмица 8 со 28 бодови, 5 повеќе од конкурентите за опстанок и Струмичине ќе целат на директен опстанок со Арсими, Башкими и Тиквеш, со тоа што екипите на Башкими и на Тиквеш кои имаат 35 односно 36 бодови веќе се донекаде сигурни со опстанокот. Силекс е четврти со 40 бодови, па сега Башкими и Тиквеш имаат амбиции да го стигнат на табелата. Трката за титулата покрај водичките Вардар и Шкендија кои имаат по 58 бодови ќе ја води и Струга Тримлум која е трета со 53 бодови, па трката за титулата се разгорува што ќе понуди неизвестен завршеток од сезоната.